Го имаме Благој Меканџиски, Зегин. Дали се слушаме? Се слушаме, да. Знам дека требаше порано да ве вклучиме, ама Добро. муабетот е многу интересен за овој, многу е... Вашиот соговорник и посебно... Вие сте долго години во здравството, и ве фалат, и ве кудат, ве критикуваат. Вие сте дел од успесите, ама и дел на тие кои што треба да сносат некоја вина, грижа на совеста, зошто се вакви состојбите во здравството. Да ве коригирам. Видите, вака, прво да поздравам вашата емисија, што даде на отворена сцена да се дискутира за парите и да го коригирам вашиот соговорник, нашиот ценет директор на фондот, дека парите со кои располагаат се пари на осигурениците, не се на државата, кои не се од државни фондови, односно од даноци, него секој осигуреник се ги плаќа со самото добивање на платата. Ако не ја плати цената, односно доприносот со закон определен за осигурување, тој идниот месец нема да има здравствена заштита, нема да има лекови, што значи дека ако ќе ја земе платата после 2 месеца, фондот добива неосновано пари за кој не дал услуга. Тоа е црната точка на нашето здравство и за тоа треба да зборува директорот на фондот, треба да менеджерира директорот со фондот, тоа се пари на граѓаните, изричито кеш пари. Тоа е аванс. Фондот за здравство работи со авансирани влогови од осигуриците. Втората точка е да им биде јасно и на тие што менеджерираат со фондот и во министерството, дека ние тие што ги снабдуваме со лекови, потрошен материјал и други диагностички препарати, ние ги чекаме по 3 месеца да ни ги платат. Значи, фондот е најпривилегувана организација во однос на добувачите. Сега, што сакам да му замерам и на овој фонд? Мислам на овој директор. Прво што треба директорот да донесе, да ги врати бандеролите. Со бандеролите има да, бандеролите ќе има контрола, ќе се знае кој го донел. Мислите бандероли како што има за на цигарите и на алкохолот, така? Имаше бандероли. Еве, јас тогаш ја донес, јас ја лично купив, како што видите века, и ја купив целата опрема да се стават бандерола. Лекот кој е увезен, кој број има, кој го прима. Што значи дека сите кои доаѓаат, тоа е, знаете зашто го избегаат? За да има рекет, за да има крадење, простор за крадење. Да нема контрола над парите дека одат. Неки извини директорот, ја ќе го почитувам него, ако со првиот ќе ни рече, луѓе, дајте ние да донесем бандеролата. Со бандеролата се точно што веќе има зариси, има лоша терапија, лоши цени, неконтролирани цени. Тоа е контролата и се ќе биде крај. Немаше да се деши онкологија, нема да се десат сега фиктивни фактури што ги даваат аптеките, амбулантите, поликлиниките и клиниките. Многу имаме голем расур на пари. Нашиот фонд, да се разбереме, точно е дека во фондот во однос на другите се многу малку средства даваме 10%. Плюс уште еден што даде забелешка соговорникот, директорот, дека на запад не користи рецимо стоматолошки услуги. На запад се знае, јас не плаќам за осигурување за стоматолошки потреби и нема утре кога ја ќе бидам во ситуација да барам фондот да ме покрие, немам право, немам легитимитет. И тука ние треба тоа да го поведеме кај нас. А точно ние и да се разбереме, фондот е солидарна финансова институција. Јас кога го лечам мојот комшија, мојот работен, мојот колега, јас де факто го намалувам и трошокот на макро тако аспект на државните трошоци. Ние треба да знаеме колку не коша еден пациент ако не умре на 19 години. Во Америка го има тоа, ние не знаеме. Кога ќе се одвие еден кадар на 30 години кој се финансирали, ние не знаеме колку губи Ние неозбилно го сваќаме. Ние немаме досега прав менеджер на фондот. Фондот треба да дојде менеджер, не политичар, кој смее 5 партии и кој само те згароши да му дадат некаде некоја положба, некој положен, да се збират со него, пошто бил лојален во предизборна изборна кампања. Тамо треба менеджер. Менеджерите не се надвор од политиката. Тие ќе ги менеджерираат парите на нас, осигурениците. Тие се пари наши. И уште едно, по кој основ Министерството за здравство и фондот ќе бираат која апотека да работи со фондот.
I plus to mu uzima 1000, go reketira 1000 evra mesečno. Pa to je golemo trošak na lekovit. Nijedan dosega pod hitno da vzema, to je moj predlog, da pacijent od svojite pari samo odluči deka će kupува. Ja sam mojite pari odlučujem bo koja sam postao će uzemam mlekotu, bo koja će uzemam mlekotu. Kaj će go servisiram mojete auto sa mojite pari. Nije sa pari naši gospodini direktori, osiguricite. Ne se vaši, ti što tamo menedžerirate. I što vi ucenuvate, da rečem, neko od veledrogerite i im se umilkujete i teko je pad uše ne su sretna direktor koji ne rekao kaj se naođam ja ona, da rečem, nabavka na lekovi. Za vas to nego diskutiram će, kaže vreme to, da se razvereme, nemojte to da go prepišete. Poveće kemen poraka, da ne se, tako da kažem, pridružite na ta elita koja je mnogo poznata po njini TV gapovi, po njini te, kada kažem, nabavki, tenderi, taka natam. Znači, pod hitnu treba gospodin direktore, nema da dava Ministarstvo to za zdravstvo što koja apoteka će raboti. Vi ga mrežirate parite. Vi ste kontra Ministarstvo za zdravstvo. Vi ste advokat na osiguricite. Vi raboti se oparite na osiguricite. Na vas je protivnik, mislim, korisna smisla, Ministarstvo za zdravstvo. On je kontrolira zdravstvena politika. Ali za ta zdravstvena politika vi će dogovarati da imаме toliko pari za to, dobro je, točno je. Slovenija su isti brojni žitelji, ima nad 2 milijardi evra fond, a mi imаме skoro 8. Znači 4 pati. Koliko ima Slovenija? 2 milijardi? 2 milijardi i 170 miliona. Znači, treba da koliko pari, toliko muzika. A isto ta bolest, nije sakane su najbrnite lekovi. Тука јас ги поштедувам и застанувам на страна на фондот дека не може со малку пари. Здравство. Видите, ние не го сваќаме здравето, ние го подценивме, затоа и у нас здравствените работници се најслабо платени. Имаме ние лекар во Берово за 32.000 платеве. А еден плочкар доваѓа, дневно ми зима 1000 евра, што ќе да направи по 30 евра плочка. И го подценивме здравствениот ешалон. И затоа си оди. Ние ќе останеме без лекари, ние ќе останеме без сестри, више сме на пат. Не знаат да ги менеджерират старите лекари кои не сакаат бијат у пензија. Намерно ги туркаат во пензија. Ние сакаме да работиме лекари пензионери. Лошо се менеджерира здравството. Здравството е најлошо во Македонија. Јас сум бил 8 години консултант, господин директор на Светска здравствена организација. Баш сум работел на економските ефекти дури во домашно лекување на здравство. На нас се поисплати болесник да му го дадеме на фамилијата и тие пари да ги дадеме на фамилијата, она ќе живее економски, пациентот ќе биде многу поизгрижен и социјално и хумано позадоволен. Тоа се тие менеджери што ги немате вие. Досега не сум сретал кај ние нешто тоа донесе Пановски, кога дојде идеше на тоа, а за време на мистерувањето тоа донесе професор Илиевски. Јас можам да зборам за здравство, господин. Јас сум сега пълнолетна, напълни по 18 години, аба 62 години стаж. Така да, во тој домен... Добро, а кажете, имате ли уште некои конкретни предлози, забелешки? Не зборувам само за фондот. Може би тука треба и поширокиот здравствен систем да се опфати. Не, по фондот... Па тука е битна и демографијата, за која што нешто споменавме. Ние имаме 200.000 луѓе кои си селија во 7 години. Луѓе, ние имаме помалку трошоци, а ние имаме полошо здравство. Каде е проблемот? Добро го знаат. Слаби менеджери. Војде фудбалски тим од добри играчи, ако дојде лош тренер, ќе испадне тимот. А ако дојде добар, ќе го дигне. Тоа е исто. Ние не сватаме дека во Македонија политиката има поголема моќ од знаењето. Незнаењето стана. Значи, политичката навивачка еуфорија која имаат тие што се бават и во здравство и во други институции, каде треба стручњаци. Нас ни манкаат стручњаци. Ајде уште едно прашање конкретно. Кажи. Го спомена тој Клековски. За цистична фиброза лекот. Во регионот е најскап кај нас. Зошто е тоа така? И не е само тој лек. Јас знам неколку други лекови кои што мои пријатели се јавувале преку луѓе што ги познавам во Србија, Косово, Бугарија, да ги набавам затоа што се можеби 50% се поевтини. Значи проблемот е со добавувачите. Столе, точно. Хајде само, може мој предлог да ви кажам, како човек кој 60 години во тоа бизнис. Видите вака.
точно е дека е тамо поскапо од лекот. Знаете зашто? Кај нас, ак велам, фондот и Министерството за здравство не даваат секој да го везе лекот. Јас можам да го везам лекот од Србија со поевтино. Ама не дава фондот, не дава Министерството за здравство, има таксиметар некој тамо. Јас легално... Да, точно ли е? Да го прашаме Клекоцки, така ли е тоа? Па не може да му одговорите. Па бидете на линија. Да. Зборувате, да. Вака, значи, малку паушални работи се кажат. 200.000 луѓе се иселија. Меканџиски, слушајте. 200.000 луѓе се иселија, работно способно население плаќачи на осигурање. Не се иселија 200.000 возрастни луѓе, најголеми корисници на здравствени услуги. Значи, не може да се намалат трошоците кои здравите си заменуваат, а остануваат повозрастните, како мене. Ја имам 3 хронични болести за кои користам лекарства. Така да не може да се намалели услугите. Една работа, втора работа. Те одговорете само на ова за... Господине, не, тачно дека си Втора работа. Ама тие се пополнија. Не са тие празни места, господине директоре. Тие се пополнија. Тоа е вашиот привид, што не го знаете менеджерирањето. Отворено ќе ви кажам. Значи, друго е да се иселија, да не ги попунивме. Ние ги попунивме, дури имаме и партиски војници кои го зголемивме бројот. Значи, пак доприносите вие. Не се слагам со тоа. Тоа е поголем. Добро. Добро, ај ова само да одговори за дали може секој да... А вие, дозволете, вие тамо политичарите давате дека го намалихте вработеност. Па тие се сами селе и кој дојдоа неспособни. Добро, тоа е веќе друго прашање. Ова да ви одговори за зошто, ако е така, зошто не се дозволува да се увезе лек од Србија, например, ако е поевтинта. Мој пари се увози, мој ризик е на фирмата, не на мојата, сега немојте, ја зборам во име на сите веледрогери, да ни дадат ние да ги увозим и некој. Кој е тој од фондот, директорот, биро за лекови, министер за здравство, да ме одлучува на мене, ја баре сперин да го увезам од некоја држава, која е референтна држава. И они тука... А тоа производителот веројатно го утврдува... Морам да реагирам, тука премногу паушални оценки си. Ајде само бидете на линија. Значи, прво, Фондот за здравствено осигурање не е одговорен ниту за увоз, ниту за плаќање на лекови надвор од аптеки. Набавките на лекови во здравствени установи се ги прават здравствените организации и они ги плаќаат. Ние ги плаќаме услугите на здравствените установи. Одговорно тврдам дека кон аптеките се обидуваме најредовно да ги исплатиме. Ама речи дека сте биле многу должни, не сте плаќале редовно. Кон аптеките? Да, па кон добавувачите, еве тоа кажа. Зато има 750 аптеки и никој не затворил. Добавувачите во здравствените установи не се наша обврска. Пак не можеме да се разбереме. Тоа што клиника за онкологија набавува не е обврска на осигурителен фонд. Е обврска на клиниката. Не. Значи тука не можеме да се разбереме. Да се вратам на... Да го оставиме да заврши. Не, ама сега јас сослушав. Да, сега да одговорам. Меканџиски, имате ли уште нешто да кажете? Чека да му довеста, па чека да ја не сум политичар. Јас сум бизнисмен. Ајде да му дам реплика на тоа. Прво, господин директоре, да се разбереме. Вие може да му кажете на Министерството, ние не сме спремни во името на осигурителите кои ни ги доверија парите да плаќаме таквата методологија. Кај сте еднаш појавите, вие сте политички, коалициони партнери, еден на друг си помагате, ти тамо, ја вамо. Не се слагам со тоа. Мојот доказ е... Добро, имате ли уште нешто да кажете како предлог, затоа што... Значи, ви треба да бидете адвокати на осигурениците. Матичниот лекар во Македонија го вие девалвиравте. Матичниот лекар во Енглеска е адвокат на болесникот. Он сака да знае кој ќе го гледа, какви му се резултати, дали има психолог да го приме. Немаме. Нашето здравство е најдолно здравство. Извините, аз съм бил 8 години консултант на Светска здравствена организација. Јас сум компетентен 60 години, сум во тој бизнис. Јас сум компетентен, имам право да рече дека најдолно здравство има Македонија и затоа ние немам. Некој пат имавме сестри по села, по населби и така натаму, денеска немаме. Сето тоа е резултат што се слабо менеджерираат парите